Овој центар ќе биде една од двете фокални точки на следното олимпско вклучување. Од Ѓорче Петров, Јована Костадиновска и Јован Лесански се на терен во општина Ѓорче Петров, во општинското основно училиште Мирча Ацев, на спортскиот терен, каде прво ќе ни презентираат другата точка која е фокус на ова јавување, тоа е меморијалниот 3x3 турнир Мирослав Стратиев Миро, кој ќе се одржи на 10 овој месец. Јована, добро утро уште еднаш и повели со двајцата соговорници за ова утро. Добро утро, да, теренската екипа точно во 8 часот по информативниот преглед и како најава за она што ќе зборуваме во продолжение во општината Ѓорче Петров со првиот човек и организаторот на турнирот Мирослав Стратиев Миро. Која е целта? Зошто по петти пат се организира овој турнир со првиот човек Александар Стојковски во продолжение? Добро утро. Добро утро и за гледачите на емисијата Македонија на утре. Зошто го организирате по пети пат? Која е заднината? Што сакате всушност, која порака да испратите со овој турнир? Па вака овој хуманитарен баскет турнир е во целосна организација на Друженијето на граѓани Мирослав Стратиев Миро, а со поддршка оваа година на општината Ѓорче Петров. Зошто се одржува толку време за да се зачува споменот на еден прекрасен човек и пријател на сите нас овдека од овој дел на Ѓорче, Мирослав Стратиев, кој за жал прерано го заврши својот живот, боледуваше од канцер и од тој момент навака има една убава приказна целиот овој турнир, бидејќи сите средства сиве години наназад се собираат и се донираат на клиниката за онколошки болести, зборам во делот на детската клиника. Детската клиника, да. Ќе зборуваме на оваа тема, тука ни организаторот и Тони Стратиев заедно со нас. Добро утро. Добро утро на сите гледачи на македонската телевизија. Вие како организатор пета година поред, што ќе може да ни кажете, ќе може ли освен жителите од Ѓорче да дојдат и другите да присуствуваат на овој турнир? Организираме оваа година турнирот под капата на ФИБА, односно со помош на Сдруженијето 3x3 Македонија. Втора година поред они ни помагаат во организацијата. Ќе има пријавување екипи, 8 екипи се планирани за оваа година во две групи, потоа елиминацијска фаза. Како што спомнав ти претходно, сите средства собрани од турнирот се донираат на детска клиника за онкологија. Веќе е воспоставен контакт оваа година со нив. Договорено е дали ќе биде во донација на лекови или опрема, зависи од тоа што има потребно таму. Да. Која е потребата? Со оглед на потребата ќе бидат донирани и средствата. Кажете ми кога започнува, што треба да знаеме, од колку часот ќе биде и кој може се да дојде? Ќе започне на 10 септември во 5 часот, негде. Од прилика во 5 часот. Пак ќе кажам, ќе има организирано пријавување екипи, бидејќи под организација под ФИБА и турнирот е влезен во официјалниот календар на државно првенство, каде што се бодуваат екипите кои ќе настапуваат. Така, започнува на 10 и ќе трае до? Истиот ден ќе заврши, во еден ден ќе заврши. Посакувам да премине во традиција уште долги години. Убава е параката која што ја испраќате со ќе продолжим. Се надеваме и очекуваме помош и од локална самоуправа, не имаме од другите фирми што се на територија на општина Ѓорче, бидејќи како здружение сме единствено тука во општината што организира ваков настап. Благодарам и се надевам дека ќе биде поддржано од многу граѓани кои што нема да бидат само од општината Ѓорче, туку буквално ќе ги повикаме цело Скопје да дојде. И благодарам. Продолжуваме со градоначалникот. Кога сме на тема спорт, убаво е да најавиме уште еден турнир кој што всушност ви започнува утре. Зашто станува збор? Па така е, утре на стадионот Македонски лавови во Ѓорче Петров ќе започне турнир во организација на фудбалската школа New Stars. Меѓународен турнир се учества на повеќе екипи, започна утре во 11 часот наутро. Дополнително на 8 септември во населбата Дамен Груев ќе се одржи ревијалниот ГГ Куп, кој што е надпревар од ревијален карактер и е традиционален со повеќе години наназад. Така да во тој дел ќе имаме активности овој викенд спортски, имаме во најава понатака и турнири во други спортови, така да полека го заживуваме тој дел. Најбитно е да се врати малскиот живот во Ѓорче, токму како што имаат иницијативата организаторите на Мирослав Стратиев Миро турнирот, кој што можеби се најуспешни во организирање на
овие активности сиве изминати години. Случајно или намерно и двајцата во розова боја, ово утро сакаме на розова нота да дадеме можеби на еден проблем кој што со години постои, тоа е немање на средства дополнително и се разбира тука и терапија така натаму за дечињата од кои што се соочуваат со онколошки проблеми, кои што се на детската клиника. Вие со турнирот сакате да помогнете дополнително, но и што подготвувате сега во Кучкова? Па така, пред некој ден го промовиравме проектот Приказната продолжува. Тоа е проект на општина Ѓорче Петров кој што го аплициравме партнерски со Друженијето на граѓани САНО, а добивме поддршки од неколку општини во градот Скопје и градот Скопје, општина Бутел, Кисела вода, општината Карпош и Газибаба и градот Скопје. Во делот на апликацијата ни помогна да го добиеме овој проект и целта на проектот е во прва фаза да изградиме, односно да го реконструираме целосно старото основно училиште во Кучково. Добра. Кое што ќе биде доволно. Таа реконструкција сега треба да започне? Таа реконструкција е започната и веќе е во тек, бидејќи се работи за објект. Кога би можело веќе да дојдат на прва рехабилитација, да речеме дечињата? Не би можеле да кажеме за тоа, бидејќи рокот за завршување на градежните работи е 1 година од кога е започната работата. Се работи за сепак да го очекуваме следната година. Така е. Така и во согласно на што го има како договори за дувачо со Скопски плански регион, но за нас е најбитно тој објект првин да го зачуваме од една страна, да му дадеме нов живот, бидејќи во тој објект некогаш учеле многу дечиња, тој објект е многу стар е повеќе од 100 години. Да кажам, со ова ќе дадеме нов живот и на објектот и ќе дадеме простор на децата кои што се избориле со канцер за подобра нивна ресоциализација. Една нова шанса за живот. Па, апсолутно. Може така. Со оглед на тоа дека сега сте во нова зграда, така, со нови простори, можеби и нова енергија за работа. Ако сега ве прашам, на што сте особено горд? Од кога дојдовте, вие ја предимавте општината во ваши раце, како ветување, на што сте особено горд? Па, искрено да видам, особено горд сум, можам да кажам, овој последниот проект да го издвоам, бидејќи ќе биде проект од национално значење, национален карактер, не само општински или регионално, дополнително тоа што успеавме да за краток период застанеме општината на здрави нозе, финансиски, и тоа што го најавивте претходно дека веќе сме во нови простори кои што општината 10 години ги чекаше наназад, и сакам да најавам за гледачите дека и официјално новата општинска зграда ќе стартува, односно ќе отвориме официјално на 20 септември, на денот на општината оваа година. Денови на општината, како ќе ги прославите? Пак имаме низа активности во повеќе денови и групи. Ги организиравме настаните на тој начин што да бидеме во еден ден детски настан, да имаме. Добро, ќе биде за сите генерации, значи ќе има од сепа нешто. Она што забележуваме дека нема буквално сообраќајница, нема улица, особено помеѓу 7 часот наутро и 8, кои што не се раздвижени по општините на изградот, некако граначалниците мака мача да го решат тој некој сообраќајен хаос. Вие како ќе го решите во вашата? Видете, ние максимално и до сега минатата година и ова инвестираме во делот на патната инфраструктура. И во наредниот период ќе го правиме. Тоа сакам да најавам неколку улици кои што со децени наназад биле можеби заборавени, тоа улицата Шапанинска, улицата на Стрелиште во Дексион, други локални патишта. Сега пуштивте една што туку исто така со поврзување со приградските. Се разбира тука сите што влагаат во вашата општина села. Па видете се, во Ѓорче проблемот со сообраќајот е во тоа што ние сме на влезот, односно на излезот на Скопје, секако мора да пројдеме од тука. Така. Така да малку имаме проблем. Но и голема одговорност градоначалник, затоа што секој странски државјанин влегува директно прво во вашата општина. Вие сте лицето, може да кажеме, на градот. Така да се надевам дека ќе посветите малку повеќе внимание во тој дел, да речеме, на една убава слика. Апсолутно. Да. Што оно што би можеле да го најавиме за нареден период, со оглед на тоа дека започне и школската година, ги гледаме дечињата, школскиот џагор се врати во училишните клупи, раздвижено е ова утро. Што би можеле да најавиме во нареден период? Па добро, јас стартувавме успешно новата учебна година, конечно го отворивме подрачното основно училиште Димитар Поп Георгиев Беровски во Хром. Така. Во изчекуваме сме на завршување на завршните работи во Тихомир Милошевски, така се надевам дека
тоа како еден капитален проект во наредниот период целосно ќе биде Да. реализиран и тие дечиња таму ќе добијат шанса за подобри услови за образование. Добро, со полна парја работите, имате млад тим за себе, тоа значи дека млада енергија, па малку повеќе ќе внесе, да речеме, и иновативност, следите нови трендови, ќе ве следиме во истото. Благодарам. Бранко, дали може би имаш прашање или би можеле тука да го завршиме разговорот од општината Ѓорче Петров? Доволно, Јована, сите прашања што се нејасни ќе ги видиме на 10 септември, а потоа и на 20. Прво на турнирот Мирослав Стратиев Миро, за кој денеска зборуваше со граначалникот Александар Стојковски и со организаторот Тони Стратиев, а потоа и ќе видиме како граначалникот ќе отвори општинската зграда, конечно да заличи општината Ѓорче Петров на модерна и современа како што и доликува. Благодариме за ова јавување, Јована. Почитувани, одиме ние со кратко промо пред наредната содржина. Уште еднаш сме во Струмица, веднаш по промото.